Понеделничко издание на регионалните вести. Во него ќе гледате. За влез во угостителските објекти од денеска е потребен сертификат за примени 2 дози вакцина или потврда за прележан ковид во последните 45 дена. Тетово и Струмица први на листата по бројот на диабетичари. Советот на општина Гостивари на втората седница која се одржа денес не доби председател. За влез во угостителските објекти од денеска е потребен сертификат за примени 2 дози вакцина или потврда за прележан ковид во последните 45 дена. Во Тетово пак се бележи благ пораст на интересот за имунизација, а се очекува дополнително да се зголеми како резултат на новата заштитна мерка. Од денеска за влез во угостителски објекти потребен е ковид сертификат за примени 2 дози вакцина или сертификат, односно потврда за прележан ковид во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето. Интересот пак за вакцинација во Тетовскиот регион бележи благо покачување, а се очекува новата мерка за заштита од COVID-19, дополнително да го зголеми интересот за имунизација, посебно кај помладата популација. Овој почеток, на неделава, овој ден се гледа едно расно зголемување на интересот, има поголем интерес од претhodните 2-3 недели, и исто така и за прва доза и за трета доза. Покачено е околу, може да кажеме слобошно, поише од 50 до 60% од последниве 2-3 недели. Сметате ли дека тоа се должи на тоа што денеска се бара сертификат за примени 2 дози во рестораните и кафулињата? Слободно може да кажеме дека тоа е една од поголемите причини, пошто знаеме ние и по првите мерки на владава што ги презеде, од тогаш одеднаш имаше еден покачен интерес, меѓутоа после поминување на тие ограничувања нагло паднаше интересот и сега моментално по објавата на Министерот за здравство се гледа дека пак почнува интересот за прва доза одма да се покачува кај луѓето, кај граѓаните. Моментално во Тетово функционира со работа еден вакцинален пункт кој што е сместен во Центарот за култура. Имунизацијата пак се врши со вакцините од производителот на Pfizer-BioNTech. Според последните информации од Здравствен дом Тетово, со прва доза се имунизирани околу 53% од граѓаните, ревакцинирани се 51%, а во пораз е интересот и за трета доза. Вчерашниот 14 ноември се одбележува како Светски ден на диабетесот. Годинава се одбележуваат и 100 години од научното откритие на инсулинот за терапевтски цели. Тетово и Струмица први на листата по бројот на диабетичари. Тетово е меѓу првите градови по бројка на диабетичари, односно на второ место после Струмица. 14 ноември се одбележува како Светски ден на диабетесот, болест која ја имаат над 130.000 граѓани во земјава. Годинава се одбележуваат и 100 години од како инсулинот се користи во терапевтски цели, со што се започнало со успешно справување со состојбата. Од Сдруженијето на диабетичари Тетово велат дека се уште се случува да постојат периоди кога диабетичарите немаат пристап до инсулин, но предизвиците тековно се решаваат. По некој непишано правило, секогаш во текот на годината во одреден период се има еден вид, како да речем, вакуум, недостаток на инсулин. Тој вакуум дали ќе биде една недела, па 2, па се ствара револт на самите диабетичари кои ќе да подигнат инсулинската аптека во Тетово. И тука ќе дое инсулинот, ама проблемот е зошто така да се ствара без потреба, така да има еден период кај што има недостаток на инсулин, но се решаваат во тек све тие проблеми, па рачунаме дека не би требало да имамо поголеми проблеми. Може и да напомнам дека имамо и добри сега горе-доле инсулини, имамо и понови генерација на инсулини, да горе-доле воено, па да речем, може да речем дека е стабилна ситуацијата со инсулини. На ниво на Република Македонија бројката е околу 131.000 диабетичари, од таа бројка 46.000 се на инсулинска терапија. Но имамо и друга
други податоци, збориме за деца, односно до 18 години, каде што бројката секојдневно расте, а таа бројка се движи околу, па више доаѓа бројката и до 800. Се збореше дека е 500, ама бројката е скоро до 800, каде што на таа пирамида, да речем, е градот Тетово и Струмица се на врвот на заболени, за жал, со детски дијабет. Ова наше живење, оваа транзиција, каде што се рачуна дека и дијабетесот ќе расте. И стварно расте, секој месец може би под 2-30 на ниво зборим, за тето зборим, дека имамо ново откриени, што се викаат диабетичари, кои што ги даваат на инсулинска терапија, имамо доста кои што си на таблетарна терапија, така да бројката расте и ќе расте, за жал. Ширум светот 537 милиони луѓе имаат дијабетес, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Во земјава, во 2020 година од дијабетес заболеле 7432 лица, а починати се 1365 лица од дијабетес мелитус. Советот на општина Гостивар и на втората седница која се одржа денес не доби председател. Точката за избор на председател беше одложена заедно со останатите кои се однесуваа на избор на членови на комисии. Советниците на денешната седница изгласа квартален извештај за реализација на буџетот и втор ребаланс. И по денешната втора седница новиот состав на Советот на општина Гостивар остана без председател. Точката за избор на прв човек на Советот беше одложена на предлог на советничката група на Демократската партија на турците, заедно со останатите точки кои се однесуваа на избор на членови на комисии. Образложението беше дека треба да се даде време за партиите да направат консултација кои советници ќе ги предложат. Одложувањето на точките Советот го усвои едногласно. Како имиња за председател се споменуваат Валбон Лимани и Намик Дурмиши од Алијанса Алтернатива, во чии раце е мнозинството, заедно со ВМРО ДПМНЕ, ДПТМ, БЕСА и ДСР. Во Советот како опозиција делуваат ДУИ и СДСМ. До избор на председател, согласно правилата, седниците ги води највозрастниот член, а тоа е Дашмир Арифи. На денешната седница советниците изгласаа квартален извештај за реализација на буџетот и втор ребаланс. Буџет и консолидуар dhe i ndarë në për kolona. Основниот буџет на општина Гостивар до 30 септември е реализиран 76%, што за прв пат се случува. Значи и во состојба на криза поради ковид пандемијата имаме висока реализација. Ако се продолжи со исто темпо, на крајот на годината ќе имаме 100% реализација. Делот на неподмирени долгови може би ви изгледа висок, но општината има капацитет да ги подмири. Ако се земе предвид дека општината има неплатени обврски од 5,5 милиони евра, а побарува 6 милиони евра од даноци, комунални такси и слично. Значи, ако граѓаните, фирмите ги исполнат обврските кон општината Гостивар, ќе може да се плати целиот долг што го има општината и да останат 500.000 евра. Советот на општина Гостивар денес усвои и одлука за продажба на акции во фудбалскиот клуб Гостивар, кои се сопственост на општината. Полошкиот регион рекордер по бројот на санкции за возачи кои ја пречекориле максимално дозволената брзина на патиштата. Во текот на викендот во засилената полициска контрола биле изречени дури 313 казни. Регистрирани пречекорувања дури и до 100 км/ч над дозволеното. За само 5 часа на патиштата во Полошко во текот на вчерашниот ден биле откриени 185 возачи кои ја пречекориле дозволената брзина, колку за споредба во Скопскиот регион биле санкционирани 109 во Битолскиот 62, во Велешкиот 43 возачи. На автопатот Гостивар Тетово Скопје се вози со дури над 70 км/ч над пропишаното, а брзината неретко се надминува и низ градските улици. Во двата дена од викендот биле казнети 313 возачи. Од нив дури 27 пречекорувања биле за повеќе од 70 км/ч од максимално дозволената брзина, 133 до 70 км/ч, а останатите до 50, односно 30 км/ч.
регистрирани се на автопатот Гостивар Тетово Скопје, на околните регионални патишта Тетово Јажинце, Тетово Волковија, односно магистралата Гостивар Кичево и регионалниот пат Гостивар Чегране, како и на повеќе улици во Тетово и Гостивар. Дел од возачите како да не ги плашат казните. Прекршителите зависно пречекорувањето ќе треба да платат од 45 до 400 евра, а на екстремно пребрзите времено им се одзема и возачката дозвола. Граѓаните велат дека нема сообраќајна дисциплина, така што потребни се почести контроли и казни. Треба да има контрола, полицајци, ово, оно, да се допира некој. Едва ќе поминеш на пат, ќе те гази. Брзо се вози. Има млади луѓе, иде у школа, иде срамота вака. Ја мислим да треба автомати да се монтирају на сваки кружни ток. Да се луѓе добијају казне. Токму пребрзото возење било причина за 23 од тетовските октомвриски сообраќајни несреќи, а слична е состојбата и на гостиварското подрачје. Со оглед на тоа што престојат постудени, врнежливи есенски, односно доцна есенски и зимски денови, секторот за внатрешни работи Тетово апелира до возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот, односно да не возат пребрзо, зашто токму неприлагодената брзина и годинава е причина број 1 за најголемиот број од случајните сообраќајни несреќи на ова подрачје. Од полицијата велат дека контролите ќе продолжат и во наредниот период. СВР Тетово започна со спроведување на контролни активности со кои се проверува дали учесниците во сообраќајот ја почитуваат законската обврска за задолжително поседување зимска опрема во возилата. Денеска, на 15 ноември, стапува во сила законската обврска за задолжително носење зимска опрема на сите учесници во сообраќајот, односно и на патничките и на товарните моторни возила. Сите возачи кои нема да ја почитуваат ова законска обврска, односно ќе се однесуваат спротивно на членот 361 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, ќе се соочат со поднесоци и парична глоба, која за овој вид прекршок изнесува 45 евра во денарска противредност, а зависно од состојбата на патиштата, дали има снег и каква е нивната состојба, како што споменав, тие ќе бидат и исклучувани од сообраќај. Контролните активности посебно ќе бидат насочени на автопатот Гостивар Тетово Скопје, магистралата Гостивар Кичево и регионалните патишта Тетово Попова Шапка и Мавровска крстосница Мавров Јанови Дебар. Оттаму сите возачи уште една се потсетуваат дека од денеска до 15 март идната година треба да поседуваат адекватни зимски пневматици, синџири и лопата, доколку станува збор за товарно возило. Исто така на возачите им се укажува технички да ги подготват и проверат нивните возила за сообраќање во зимски услови, се со цел да се избегнат можните непријатности на патиштата. Во изминатово деноноќие во полицискиот билтен регистрирани се физички напад, пријава за измама и сообраќајна незгода, во која бил повреден 79 годишен пешак. Во продолжение следуваат деталите. Вчера околу 15 часот полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 23 годишник и 21 годишник двајцата од Тетовско горно палчиште, поради сомнение дека заедно со уште 3 лица во угостителски објект во ова село, околу 12 часот и 40 минути, физички нападнале 21 годишник од Тетовско долно палчиште, поради нивни нарушени односи. Тие се задржани во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 17 часот и 40 минути лишиле од слобода 59 годишен тетовец, поради сомнение дека претходно измамил 44 годишник од Тетовско село. Според пријавеното, околу 10 часот и 45 минути, 59 годишниот тетовец се јавил на оштетениот и побарал да го подготви неговиот угостителски објект за организирање на настан со присуство на 25 учесници. Подоцна, како што е пријавено, 59 годишникот дошол и ги монтирал камерите, а оштетениот му дал 300 евра да му ги плати на нарачателот на услугите, кој се представил како менаџер на скопска фирма. Настанот не се одржал и парите не му биле вратени. Се преземаат мерки и активности за расчистување и документирање на случајот.
Вчера во 5 часот и 45 минути на крстосница во Горна Чаршија во Тетово, патничко моторно возило Fiat Punto со пробиштипски регистарски ознаки, управувано од 25-годишниот Тетово, удрило во 79-годишен тетовец. Во несреќата, пешакот се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница, каде бил пренесен за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата, увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Викендов во Гостивар се одржа првиот меморијален турнир во мал фудбал во чест на прерано починатиот доктор Трајче Нешковски. Настанот го организира неговите другари, со цел да се зачува споменот за животот и делото на младиот гостиварец, кој загина во трагична сообраќајна несреќа лани во октомври. Минута молк во спортската сала во Гостивар за прерано згаснатиот живот на доктор Трајче Нешковски. Потоа презентација на кратко видео за неговиот животен пат и турнир во мал фудбал. На ваков начин Гостивар се потсети на човечката големина на Трајче и му одаде достојна почит. Првиот меморијален турнир во мал фудбал во негова чест го иницираа другарите Предраг Крстовски и Будимир Тримчевиќ, со цел да се зачува споменот за животот и делото на младиот гостиварец, кој загина во трагична сообраќајна несреќа лани во октомври. Сите знаеме кој беше Трајче Нешковски, секој збор што го кажеме е многу мал за него, таква голема личност. Ние ќе успееме на овој турнир да доловиме оној момент на неговото живење, со тоа што овој турнир секоја година традиционално ќе биде организиран. Сега оваа година прва година каде што го организираме, знаете, бидејќи овие ковид мерки не дозволува порано да го направиме турнирот, сега ни се овој шанса и успеавме да доловиме овој настан да биде организиран на високо ниво. Мислиме дека ќе успееме да го доловиме сето она што беше Трајче за нас. На овој начин ние ќе се одолжиме мал процент се одолжиме на она што Трајче го направи за нас. На турнирот учествуваа 8 екипи, а победата ја понесе тимот на ЕБР. Во финалето тие ја совладаа екипата на Социјалдемократската младина. Пехарите на прво и второ пласираните им ги додели директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски. 32 годишниот Нешковски беше специјалист на клиниката за пулмоалергологија во Скопје. Активно вклучен во борбата против ковид, ја водеше ковид единицата во детската болница Козле, а беше ангажиран и на инфективната клиника. Доктор Трајче од гостиварци останува запаметен пред се како добар и кроток човек, посветен и хуман лекар, подготвен да помогне секому кому му било потребно.
Овде е крајот на регионалните вести. Останете со нашата програма затоа што следува спортски преглед со колегата Павле Симовски. Пријатно.